бенд Зои Шангай се еден супер квалитетен бенд кој верувам дека на сите ќе им се допадне, на млада генерација и на стара генерација, свират джез, свират фанк и е доста некако ги фаќаме на почетокот на кариерата и очекуваме да станат големи звезди за многу брзо време. И тоа е добро што ги донесат на баш во Велес да не свират. Исто така, Антес ни доаѓа од Франција, оваа година повеќе се работуваме некако со французите. Еден композитор кој што се бави со спектрална полиритмија и тој е композитор за малце по-сладокусци луѓе кои што се разбираат од современа музика. Има специфичен настап, со тоа што пред него има еден голем тапан, кружи околу него и свири со различни предмети, па свири на чинели, е доста експериментално и е многу сладокусно. Ако имаш да додаеш за игри и за Джеймс. Лани, нели овој артистот што го спомнавте за Рацин и за Вардар имаше настапувано со сличен проект? Не, тоа Лани беше Диме Донев Така? и Джеймс Уайли беа дуо, свиреше и он. Тоа беше за юбилеот 80 години од смртта на Рацин. Аха. И тоа беше Тој уметник или друг? Не, друг е. Саксофонист. Настапуваше со него. Овој пат е со Егли Кацики, таму е сопруга. Девојка и таа сопруга е актерка во Грција. Со тоа што овој пат имаме и поезија од македонски автори, вклучувајќи го и Рацин. И е во насока на, затоа се вика и Вардар, бидејќи е водена маса која спојува две земји, два народи, различни култури и нуди и така го имаат и они најавено перформансот дека целта е да создаде резонанца која ќе допринесе барем за миг длабок мир и спомага. Од кои се земји ќе настапат групите и поединци? Франција, Германија, Австралија, Грција и Македонски артисти. А колку сте задоволни од посетеноста на публиката? Со оглед на тоа што годинава по трети пат се одржува, дали очекувате поголема присутност? Очекуваме, да. Не можеме да бидеме незадоволни, бидејќи не се работи за содржини кои се за широка маса, него се повеќе за луѓе што имаат поизострен вкус и се посладокусти за музика. И мала музичка едукација за помладите генерации. Да. Доаѓаат они? Па доаѓаат, да. Очекуваме и сакаме да имаме повеќе публика. Па да, и тоа е целта на фестивалот. Да порасне, да се изгради публиката, бидејќи реално нема спремна публика за ваков фестивал. Имаме многу мало. Реално ние треба да изградиме публиката. Па и меѓу возрастните. Да. Релативно е мал број на луѓе кои што барем кажуваат дека оваа собствена културна потреба ја задоволуваат со одење на концерти во Скопје, например, до сега. Апсолутно, да. Ние сме едни од различни. Тоа ни беше и целта, уствари, да направиме фестивал на домашен терен, каде што ќе викам исто такви светски квалитетни имиња, како што е во ДФС, како што се джез фестивал во Скопје. И тоа е поента да си го задржиме народот тука и да едуцираме млада публика. Па и да многу е лесно. Можеме да се ставиме и како виновници затоа што претходно не се случувале такви ивенти, не се случувале такви концерти, со тоа што испуштаме во едукација на младите луѓе. Ние кога бевме во 90-ти години имаше премногу фестивали, премногу концерти и се занимававме со многу жанрови на музика, со метал, со панк, имаше бунтовност, имаше се. А денеска гледаме дека дечките сакаат турбо фолк, одат на Десингерица да видат тепани со патики. И поентата е дека треба да извршиме било каква едукација на младите.